По 4-годишен мандат како градоначелник на општина Илинден, Александар Георгиевски го презентираше и својот отчет за сработеното. Потенцираше дека Илинден прерасна во економски лидер во Република Македонија. Во интервју за Курир одговара на што се должи тоа. После 4-годишниот мандат, следува нормално дека треба да дадеме отчет за сработеното, односно се тоа што сме го работеле овие изминати 4 години да го презентираме пред нашите граѓани и да кажеме дали успеав. Јас сметам дека општина Илинден успеа, дека и јас како градоначелник и сите оние луѓе кои што се позади мене, администрација, предпријатија, совет и така натаму, успеавме да реализираме програмата, не само да реализираме програмата, туку да реализираме многу проекти што беа и надвор од програмата. И што ми представува особено чест, па и задоволство, затоа што гледам задоволни граѓани. И самиот отчет, еве го пред мене, отчетот во печатена верзија од 100 страни, каде што моравме да кратиме некои проекти за да може да ги собере во оваа верзија. Морам да кажам дека се фатени многу аспекти на секојдневното живење, многу проекти, дали од комуналната инфраструктура, животната средина, образованието, спортот, значи од секој аспект на човековото живење. И сметам дека општина Илинден, како што кажавте, прераснува економски препознатлива, таа е веќе препознатлива, но уште посилна, со самиот факт што е домаќин на неколку економски зони, односно најголемата економска зона токму се наоѓа на територија на општина Илинден, и општина Илинден нуди вработување за многу граѓани, не само на територија од општина Илинден. Морам да кажам дека во Илинден работат многу наши сограѓани од соседните општини, од градот Скопје, од Велес, од Штип, од Куманово, од Свети Николе. Така да Илинден прерасна во еден економски центар и на државата и на регионот, за што особено сум горд и сметам дека и во наредниот период ќе продолжиме по таа патека. По успешниот мандат доби доверба од владеачката партија да биде нивниот кандидат и на предстојните локални избори. За него тоа представува чест, но и голема одговорност. Честа е моја, но и одговорноста, затоа што за бидеш кандидат за градоначелник на ВМРО ДПМН треба да бидеш особено докажан и особено ако се кандидираш по втор пат, тоа треба да бидеш не само докажан, него и препознатлив и да имаш резултати позади себе. Затоа што ВМРО ДПМН како политичка партија краси токму тоа, резултатите, работата, и мислам дека тоа не прави поинакви од нашите политички противници. Во овој случај голема е честа, но и како што кажавте, обврската, затоа што после овој 4-годишен мандат треба во наредниот мандат уште повеќе да покажеме, уште повеќе да се трудиме, уште повеќе да се бориме за подобар живот на нашите сограѓани. Мислам дека сме на добар пат и дека и ВМРО ДПМН како партија и нашето членство, но и сите граѓани ќе се гордеат со работата како што досега, така и во иднина. Во текот на целиот мандат, но и по најавата за уште една кандидатура, тој е меѓу граѓаните. Организираше караван за собирање на идеи, па од сограѓаните слушна низа предлози, сугестии и критики. Најдобрите идеи ќе се реализираат во проекти. Ние, освен што имаме програма, ние тековно реализиравме многу проекти што се во програмата, односно во соработка и во партнерство со самите граѓани. Дали тоа било на нашите отворени денови кога се промовира буџетот на општината, дали тоа било секојдневни контакти, дали официјални, неофицијални, на средби со граѓани, на улица, каде било, каде што имаш контакт со кој било граѓанин, добиваш идеи, добиваш и критики, но сето тоа учиш и пробуваш да се коригираш онаму кај што си грешал, онаму кај што си добар, уште повеќе да се подобриш. Така да нашата програма со која што ќе настапиме на престојниве локални избори е сублимат на оноа што сме го работеле до сега. Ние кај што сме детектирале дека треба да направиме повеќе од оноа што сме го слушнале од граѓаните како забелешки, мислења, сугестии, идеи од целиот изминат период, како и еве имавме сега отворени денови и собирање идеи од самите граѓани, 7 дена траеше таа акција, каде што исто така добивме многу убави предлози, идеи од самите граѓани, кои што дел од нив, кои што се реални и остварливи, се внесени во програмата за наредниот период 2025-2029. Ново училиште, доградени граденки, реконструирани училишта, спортски и детски игралишта и терени. Најмладите жители на Илинден беа, но и ќе останат во неговиот фокус како приоритет. Еден од нашите фокуси во досегашниот период беа токму најмладите.
односно младите, затоа што општина Илинден е општина која што се развива, има прилив и на ново население, ние имаме ново население кое што се доселува и на секоја година тоа е забележливо на територијата на општина Илинден и нормално кога имате прилив на ново население, особено младо население и потребите на тоа население се раснат, се поголеми и така да ние како општини, како локална самоуправа се трудиме да одговориме на нивните потреби. Во изминатиот период многу проекти насочивме во тој дел, дали беше тоа во делот на образованието со отварање нови училишта, реконструирање на постоечките училишта, менување на кровови по училиштата, опремување, воведување на целодневен престој за што претходно го немаше, отварање сензорни соби во основното училиште Гоце Делчев или пак исто така во делот на образованието возможивме и многу спортска нова инфраструктура, игралишта нови за правилен развој на учениците и на децата. Сите овие проекти ќе продолжат во иднина, имаме конкретни проекти кои што ќе ги представиме пред граѓаните и пак образованието ќе ни биде фокусот. Тука и предшколската возраст е многу битна, исто во тој дел направивме проширување на капацитетите на детската градинка со плюс нови дечиња, градиме нова кујна каде што се отвара можност за уште поголем капацитет на самата градинка, така да дојдеме до една позитивна нула каде што ниедно дете нема да биде на листата на чекање и сме блиску до тоа. Воедно, исто така морам да напоменам дека за прв пат воведовме субвенции, како што е субвенција за новороденче, претходно тоа го немаше. Воведовме субвенции исто така за младите, кај што ги таргетираме за млади предприемачи во овие години. Воведовме и субвенции во насока на спортот, кај што таргет се пред се младите, а тоа е еднократни стипендии за најуспешните спортисти, така да многу вложивме во тој дел, формиравме локални младински совети, младински канцеларии отворивме и многу други проекти кои што се содржани во нашиот отчет, а ги реализиравме изминатиот период. Тоа ни дава, пак ќе кажам, потик да продолжиме понатаму и нормално ветуваме дека и во наредниот период фокусот ќе биде токму младите. Рамномерен развој на Илинден беше досегашната негова цел, а за следниве години најавува подобрување на патната инфраструктура во сите населени места. Ние досега, речиси во сите населени места, инвестиравме во секаков вид на инфраструктура. Ние во изминатиот 4-годишен период во однос на изградба, реконструкција, санација и така натаму на улици и патишта над 200 илјади квадрати површина е реконструирана, санирана, изградена и така натаму, или во должина 45 километра, или само асфалтирани патишта и улици над 80 се, така да тоа е сериозно вложување во патната инфраструктура, но тука ќе споменам и комуналната инфраструктура, останатата комунална инфраструктура. Направивме 23 километри одводни канализации во најкритичните населени места, најголемите населени места, но исто така инвестиравме во модернизација на водоводниот систем, 8 км нови линии, набавка на многу нови машини во однос на јавните предпријатија, дали се тоа комунални возила, цистерни, опрема и така натаму, се со цел да имаме конкурентни предпријатија кои што ќе овозможуваат услуги на граѓаните. Во однос на другиот дел во инфраструктурата, морам да кажам дека паралелно со патната инфраструктура се вложуваше и во изграда на нови линии на осветлување, над 18 км нови линии на осветлување се направени, така да морам да кажам дека имавме еден силен инвестицијски циклус и големи проекти се завршија во однос на патната инфраструктура. Ветувам дека ќе продолжиме во таа насока и дека исто така имаме конкретна програма со конкретни делници патишта кои што и во наредните 4 години ќе бидат реконструирани или изградени. За време на неговиот мандат имаше промена на владата во Македонија. Разликата меѓу соработката која општините ја имаат со актуелната и претходната власт, вели, е очигледна и јасна. Убеден дека тоа и граѓаните го препознаваат. Нема да спомнувам многу други работи, само ќе го спомнам последната поддршка што добиваме последниве 2 години од оваа влада во насока на капитални инвестиции. Општина Илинден конкурираше во минатиот повик и овој повик оваа година што беше со проекти кои што беа доделени за општините од 250 милиони евра, каде што општина Илинден во двата повика негде над 10 проекти има веќе затоа дел се реализира, дел ќе се реализираат наредниот период,
зашто се веќе почнати постапки, така да оваа влада и пред се премиерот Христијан Мицковски имаат голема заслуга за овој развој на општините и убеден сум дека таа поддршка и таа мотивација ќе продолжи и во иднина, зашто сум особено благодарен и на премиерот и на владата. Нашата соработка е одлична и мислам дека ќе продолжиме така и во иднина. Побаравме од него да издвои топ 3 проекти од неговата нова програма кои ќе го разликуваат од против кандидатите. Но тој потенцираше дека се планираат сериозни вложувања и низа проекти и најави дека во следниве 4 години Илинден ќе биде едно големо градилиште. Имам многу проекти што можам да издвојам, не би сакал еден да издвојам, 2 или 3, би споменал само дека имаме многу проекти кои што за брзо време ќе бидат презентирани пред граѓаните од новата програма. Само ќе напоменам дека ќе имаме сериозни вложувања во училиштата, сериозни вложувања во предучилишната возраст, сериозни вложувања во спортот, во безбедноста, така да ги набројав областите каде што ќе имаме многу проекти кои што ќе значат подобар живот на граѓаните на општина Илинден. И тука исто така би споменал дека никако нема да ја запоставиме и нашата работа во однос на модернизација на комуналната инфраструктура. Ќе продолжиме да вложуваме, затоа што Илинден е пред се рурална општина и како има потреба од поголем развој и вложување, сериозни вложувања во комуналната инфраструктура. Ќе продолжиме по тој пат, така да ветувам дека наредните 4 години Илинден ќе биде едно големо градилиште.